Благодарам, председателя. Ја слушам колешката Казанджиска и не може да поверувам како има образ да излезе и да зборува за тендери, за морал и да зборува дека некој одработува нечија агенда. Па вие, госпоѓа Казанджиска, ја одработувате агендата на криминалецот аболициран Заев. Вие сте партиски мегафон на Заев, човекот кој што во 2009 година, кога беше бесна, жестока кампањата во Струмица, дојде господинот Фуере и дојде и господинот Рикер во Струмица и заеднички разговаравме и почитувана госпоѓа Казанджиска, ќе ве информирам само едно, дека тој, ваш председател, тогаш во присуство на господинот Фуере, кој му велеше да има фер избори во Струмица и дека не заслужува таков однос неговиот против кандидат, тој рече едно: јас живеам за да се одмаздам и да страда нејзиното семејство и нејзините деца, како што страдаа моите деца додека бев во притвор. Сега вие, почитувана Казанджиска, правите едно. Вие како партиски мегафон зборувате секој ден, плукате невистини, правејќи ги сите околу вас криминалци, само со една единствена цел: аболицираниот Заев, кој што само за еден криминал тежеше 8 милиони евра и не достои честно да каже судот дали е виновен или не, туку избега од судот, аболициран од вашиот поранешен председател Заев, Црвенковски, и сега вие, госпоѓа Казанджиска, ја продолжувате неговата агенда да направи дека се во оваа земја е криминално. Но ќе ви кажам едно: срамно е тоа да го зборувате. Можете свето 3 пати да го свртите. Не можете да најдете ниту еден денар семејството Боневи да има земено нечесно или заработено нечесно. И моите деца работат надвор од Република Македонија и заработуваат како резултат на нивниот ум, на нивната способност и креативност, и работат надвор благодарение затоа што ги збркавте од Република Македонија и нема тие добиено 48 тендери како што има добиено само еден пратеник од вашиот Заев. Значи, госпоѓа Казанджиска, неморално е вие како партиски мегафон да ги криете криминалите и да ги покривате криминалите на криминалецот аболициран Заев. И затоа престанете со фрлање кал по сите луѓе, престанете затоа што граѓаните на Република Македонија не можат повеќе да дозволат од нивниот джеб да се богатите. Вие тоа го правите и сакате тоа да го покриете.